Евангелие според Матеј, 9 глава. Тогаш, тој откако влезе во коработ, премина и пристигна во својот град. И ете, донесоа кај него еден фатен, положен на постела. Па кога ја виде Исус нивната вера, на фатениот му рече: „Не плаши се, чедо, ти се простуваат гревовите твои“. Тогаш некој од книжниците си рекоа во себе: „Овој богохулствува“. А Исус, штом ги разбра нивните мисли, им рече: „Зошто мислите лошо во срцата ваши? Што е полесно да се каже? Ти се простуваат гревовите или да се каже стани и оди? Но да знаете дека Синот човечки има власт на земјата да проштева гревови“. Тогаш му рече на фатениот: „Стани, земи си ја постелата и оди си дома“. И тој стана, ја зеде постелата своја и си отиде дома. А народот, кога го виде тоа, се восхити и го прослави Бога, кој им даде таква власт на луѓето. А заминувајќи оттаму, Исус виде еден човек по име Матеј, како седи во царинарницата и му рече: „Врви по мене“. И тој стана и тргна по него. И кога седеше Исус на трпеза дома, одеднаш мнозина цариници и грешници дојдоа и седнаа до него и до учениците негови. Но штом го видоа тоа, фарисеите им рекоа на учениците негови: „Зошто вашиот учител јаде и пие со цариници и грешници?“ А Исус, кога го чу тоа, им рече: „Здравите немаат потреба од лекар, туку болните. Одете и научете се што значи милост сакам, а не жртва. Зашто не дојдов да ги повикам праведниците, туку грешниците на покаяние“. Тогаш кај него дојде учениците Јованови и рекоа: „Зошто ние и фарисеите постиме многу, а твоите ученици не постат?“ А Исус им рече: „Зар можат сватовите да бидат нажалени додека е со нив младоженецот? Но ќе дојде време, кога младоженецот ќе биде оттргнат од нив, па тогаш и тие ќе постат. Затоа што никој не крпи стара облека со нова крпа, зашто таа ќе се отшие од старото и отворот ќе биде поголем. Ниту пак се става ново вино во стари мевови. Инаку мевовите ќе напукнат и виното ќе истече и мевовите ќе пропаднат. Туку ново вино се става во нови мевови, па така ќе се запази и едното и другото“. Додека тој им говореше за тоа, ете, еден началник приде до него. Му се поклонуваше и велеше: „Ќерка ми, што туку умре? Туку дојди, положи ја раката своја над неја и таа ќе оживее“. И како стана Исус, тргна по него заедно со учениците своји. И ете, една жена која боледуваше 12 години од крвотечение, се приближи одзади и се допре до крајот на облеката негова. Зашто си велеше: „Само ако се допрам до облеката негова ќе оздравам“. А Исус, штом се заврти ја виде, рече: „Не плаши се, ќерко, верата твоја те спаси“. И оздраве жената во тој час. И кога дојде Исус во куќата на началникот и ги виде свирачите и народот вознемирени, им рече: „Излезете надвор, зашто девојката не е умрена, туку спие“. А тие му се подсмеваа. Но штом го истера народот, тој влезе, ја фати девојката за рака и таа стана. И се расчутоа по целата таа земја. А кога Исус си одеше оттаму, тргнаа по него двајца слепи и викаа: „Смилувај ни се, сине Давидов“. А штом дојде в куќи, слепите придоа до него и Исус им рече: „Верувате ли дека можам да го направам тоа?“
Тие му рекоа: Да, Господи. Тогаш се допре до очите нивни и рече: Нека ви биде според верата ваша. И очите им се отворија, а Исус им заповеда велејќи: Гледајте, никој да не дознае. А тие, што ми излегоа, разгласија за него по целата таа земја. Додека излегуваа, ете, кај него доведо еден човек нем и бесомачен. По изгонувањето на демонот немиот проговори, а народот се чудеше и говореше: Никогаш такво нешто не станало во Израел. А фарисеите велеа: Тој ги изгонува демоните преку началникот на демоните. И отеше Исус по сите градови и села и поучуваше по нивните синагоги. Го проповедаше Евангелието за царството и лекуваше секакви болести и секаква немоќ во народот. А штом виде многу народ, се сожали над нив зашто беа изморени и напуштени како овци без пастир. Тогаш им рече на своите ученици: Жетвата е голема, а работници се малку. Затоа, молете го Господарот на жетвата да испрати работници на својата жетва.